Добар ден, почитувани гледачи, во стандардниот термин од понеделник до петок ја реализираме емисијата 60 минути на исток. Пред малку го видовте спотот посветен на единицата за брзи интервенции Лаови, која ова година одбележува 15 години од формирањето, иако де факто и диуре не е повеќе не постои како единица, но во секој случај да се подсетиме на тие епопејски мигови од 2001 година, затоа во првиот дел од емисијата гости ќе ни бидат господата Миле Спасев и Драган Кимевски, членови на единицата Лаови, соборци, што би се рекло, па ќе евоцираме и спомени од тоа време, но и ќе направиме некои компарации кои се блиски до ова денешно време. Во вториот дел од емисијата гост ќе ни биде директорот на Турскиот театар од Скопје Атила Клинчи, со него ќе разговараме за престојната манифестација недела на културата на Турција во Штип, две театарски представи, промоција на книга и филмови и така натаму. А од емисијата не се откажуваме од правилото да емитуваме филмови од нашиот сограѓанин Александар Донски и денеска остануваме во замокот Валтордера. Денеска на Универзитетот Гоце Делчев гост беше професорот Волф Ошлис, познат македонист, човек кој лобира за Македонија во Германија, но ќе се преселиме денеска во Кочине, бидејќи вечерва таму драмското студио при Домот на културата Бели Мугри треба да има премиерна изведба на едночинка дели текстот на Чехов Просидба, па и тоа ќе ни биде дел од предметот. Знаете дека секогаш емисијата започнуваме со емитување на кратки вести што до овој момент ги одработија колегите од информативната редакција. Трудот во Македонија и понатаму вреди најмалку, плата поголема од 30.000 денари во регионот земаат одвај околу 1000 вработени. Досадните неопасни инсекти напаѓаат, досега во болница сместија десетина жители на истокот. 18.000 ели ќе се засадат во Штип во склоп на акцијата Садница Плюс. Денови на турската култура во Штип ќе гостува Турскиот театар во Скопје, кој на 18 и 19 април ќе одигра две театарски представи Слуга на двајца господари и Прометеи. Она што го предвидувавме за жал се остави од спортот, на квалификационниот турнир во борање во Зрењин, Србија за учество на летните олимписки игри во Рио беа елиминирани нашите двајца учесници Дејан Митров и Лабазан Аксербиев. Дејан Митров загуби со 13-4 од романецот Ѓорге Букур, додека Аксербиев по првата победа над германецот Едвил загуби во второто коло од бугаринот Дубов со 10:0. Сончево време со максимални 26 степени, вечер ведро минимална 7, утре сонце и топлина до 29 степени. И велам добар ден на моите соговорници денеска во нашето студио, Миле Спасев, наш сограѓани штипјанец, и господинот Драган Кимевски, доаѓа од Куманово. Од Куманово. Поводот, рековме, 15 години на единицата за брзи интервенции Лаови, единица која беше формирана во виорот војниот судар 2001 година и двајцата бевте таму. Господине Спасе, вас како домакин ќе ве прашам, сеќавате ли како тече целата работа 2001 година, како се дојде да се оснива единицата за брзи интервенции Лаови, не за брзо распоредување како сега неква формулација, туку за брзи интервенции која влезе во тој воен судир, војната против ОНА или не знам како УЧК, без оглед од каде што од Косово и од други места, дали од Албанија, па и со наши луѓе кои живеат тука, успеа да направат воен судир, па мораше да се интервенира на терен. Па така, прво добар ден за сите гледачи на вашата ценета телевизија. Ке почнам, знаете вие 2001 јануар-февруар, кога стана конфликтот, навлегува странски сили во државата, поточно УЧК од Косовскиот дел. И во првиот момент беше тоа као дека мал конфликт, групи некои ваму. Да. И мислејќи дека ќе се справе Арама и полицијата со таа група, но кога се установи дека не може да се тоа справи, пошто вие знаете порано дека резервен состав нема у полиција и војска, пошто војска не се иде, и немаше вежби, и тие што беа активни во тој период не можеа да обават работата како што треба. И со одлука на влада се формира единицата за брза интервенција Лаови. Единица за брзо распоредување, истата единица сегашна, да. Само сменето името по некој... така. И кога веќе донесе одлука владата за да се формират единиците, и не известија нас
мислам, мене као најпрв ме известија, па после тоа јас ги известив с другите колеги што имат предходно искуство со таа работа, значи не може да заведнеш ти некој што не е бил у војна. Знаеш, мора да повикаш некој што се разбира тоа. И одма наредниот ден формиравме од неколку градови, значи првите беа Битола, Прилеп, Струмица, Велес и Штип. Значи 5 града, а најголем дел од сите тие што отидовме единици беше од Штип. Со другите беа, значи, до 60 луѓе, колку Штип излезе повеќе од 80 и нешто. Значи, луѓе. И тогаш беа ангажирани исто други, нели, поранешни полицајци, Димишков што беше, да се знајдет кој се знае, знаеш, дури он список го беше направил за тука за Штип, пошто јас бев ангажиран за цела Македонија што има да. И дојдоа од Штип, отидовме одма дента, истата ден, значи дојде Прилеп, Битола, Велес, Струмица и Штип. И за краток период ни се приклучува и од Куманово. Значи, Мујо, Бог да го просте, со Драгчо Кимески, они дојдоа 60 луѓе со комплет опрема. Значи, со оружје, со униформа, пошто они веќе действуваа на тој дел што е Карадачкиот, да, пошто Матејче случајно и таму. На таа страна беше така, додека најкритично. Ние во тој период, значи, не значи дека ние пред тоа не бевме ангажирани, ние бевме ангажирани, али у војска, у полиција, кој да чува стража вамо, да иде вамо. Немаше како посебна единица. Така, значи ова се формира на влада. Нели одма да ги расчистиме тие некои работи, имаше низ народо као дека паравојна формација, банда се некоја собрала таму, разбираш? Не, тоа е со одлука на влада, значи не е никој текнал од дома. Како може да биде паравојна формација кога оружјето од МВР и униформата од МВР, сместени во МВР, во Идризово, со сите специјалци други? Како може да биде паравојна? Паравојна може да биде у Пачковица. Добро, и им одговараше на некој сегашен у тој период. У тој период. Иначе тогаш се екипиравме ние, направивме чети, посебна Прилепска, тоа беше најбројна, значи мора да бидеме реални. Најбројна чета у тој период беше Прилепската. Кумановската дојде со цела опрема и сега како нас, не сакам да кажувам, знаеш ти, 84-ца ојдеме, 100 души команданти. Типично штимска варијанта. Тоа сакаше да ти го кажам, али нема проблем, дечките си одработија таа работа што беше дозволена, значи направена. Јас не станав од тука командант од Штип испратен, него таму од сите 840 луѓе на последни дејствувања ги испуштија, имаше 7 души команданти од МВР. Ги испуштија пушките, оружјето, и покажаа со прст, викао, ако не воде, си водеме сите. И така станав, ја не мене кој станал мене командант да ме стаја или брат ми, или чичко, или било. Значи, они оценили у тој период дека имат, ние сме сите еднакви, али еден мора да биде као пост, мора да биде некој да предводи. И после се направи овие 6 души командантите, значи Мујо, Горан Георгиевски Мујо, Маријан Марковски Маче, Сташо Лазаревски Брада, Драган Кимески Драгче и Зоран Георгиевски Пендрак, што го викаме од Штип, сега инспектор дечкото. И јас се направи една целина, за да се знае нели кој што ќе кажува. Мора која војна формација да се знае. Значи одма да напомнем дека од Штип имаше и Не, тоа е на крај. На крај. Од Штип имаше и за време на војната на тигрите беше Стојан Чангелов. Да. Значи таму имаше 7 души генерали. Стојан Чангелов, Горан Стојков, Горан Здравковски, Горан Георгиевски, Васко Стамевски, Зоран Јовановски. Значи тие беа на посебни, на специјални, значи укупно беаме заедно, а за лавовите си одговарааме ние, 6 души. Добро, сега да го прашаме малку и гостинот од Куманово, Драган Кимески. Господин Кимески, како се случи? Еве сега кажа Спасев дека сте дошле фул. Топтан, во опрема, со сите нишани, со оружје, со униформи. Ние бевме првата паравојна единица и можеби единствената што се формиравме сами. Значи тоа збориме пред да влезете во лава. Да. И на нас ни е блиско границата со Србија. У Србија нели многу години војна, имаше оружје, таму купувавме оружје и го пренасувавме преко граница и действувавме на тој терен повеќе од 3-4 месеци.
и тогаш добивме понуда да се приклучиме кон лавовите и таму јули месец пристапивме кон единицата и од тогаш делуваме во рамките на МВР и на единицата. Инаку за кратко време, нели, отидовме во Тетовскиот регион, кога пристапивме, зборувам за Кумановска единица, пошто пред нас малку време беа Прилепската и Битолската, кои веќе действуваа на Тетовскиот регион. Ние бевме у Јегуновце, прилепчаните у Жилче, битолчаните у Рата, така некако беше и ама тоа беа базни места, иначе 17-18 села штитевме. Колку интервенции имавте вака со лавовите? Значи континуирано таму, значи кога стигнавме у Јегуновце, тебе го помнам првиот ден, значи одмah веднаш бевме дочекани со золи, со РПГ. Значи одмah запука. Дека сакаа да дојде. Да, добро дојде одмah првиот ден. Не запука и за неколку дена освоивме едно значајно место што беше на Жеден планина, Конјушница се викаше, и од тука почнува Костурска клисура. И тоа е како Ајфелова кула доаѓа, значи исечена карпа 300 метри, горе има место рамниште и таму бевме позиционирани и го гледувавме местото, и тоа е влез од косовска страна према Македонија. Инаку имавме село Нераште, која беше пред нас, која броеше 6000 жители, што мештаните кажуваат дека може преку 2000 луѓе да бидат под оружје. Така да имавме озбилни случувања на теренот. Таму кога отидовме, селото беше пусто и немаше луѓе, селици изгасени, мрачно, темно, луѓето уплашени, половина беа избегани. И не верува, нели, не знае што да прават. Секој се плаши за семејството, за децата, така да децата и жените и па и мажите беа избегани по Скопје, по други градови по Македонија, но за кратко време ние ги вративме. Значи сите луѓе се вратија во селата, ние останавме до 2003 година, април месец. Значи се додека не се стабилизираа работите, им ветивме на луѓето дека нема да ги оставиме по никоја цена и дека со нив ќе бидеме до крај, и на некој начин им влеавме надеж дека ќе ги средиме работите или ќе се смират работите, и што и се случи, така да таму каде што беа лавовите во тие села, беа од Скопје до Мавровски Аној, Ростуше, Битуше, значи на цела таа територија со преку 17 села, значи нема раселено лице, нема убиено, нема киднапирано, нема малтретирани, што не е случај, еве кај нас во Кумановскиот регион, Матејче повеќе нема православни. Опае нема. Арачиново исто така нема повеќе православни македонци, што значи дека тамо се изврши етничко чистење. Ние, единицата Лавови, успеавме, значи, у најкризен регион да ги сочуваме земјата, селата и луѓето. Што не е за подценување. Господин Спасев, до кога траеше целата оваа варијанта со лавовите, односно додека не беше донесена политичка одлука, се е политичка одлука, да. на крај. Само прво да кажам, значи пред да оноде, кога отидеа луѓето кои се собрани, нели сите имаа обуки. И да расчистиме, некои кажуваат дека било структура страна, не, беа од тигрите земено 7-8 луѓе и еден од полиција, експерт за оружје. Значи сите вежбаа прво, да осете, да знае да отвори пушка, да затвори метак, да осете. Мора да обучен. И после не може, он дошол сега од автобус кога му текнало. Имаше луѓе, дојде тамо, знаеш, желба имаш, ама не може да работи, не знае да со оружје да раководе. И сега они додека отидеа, значи ово да се надоврзам, 3-4 отидеа Рате, Жилче и Јегуновце, а нашата работа беше да се лавовите, што, например, на прво кога ќе гледаш, ќе речеш, па што направија они?
Ево што направија. Најлесна и едноставна работа. Нашата не се гледа, а е корисна за цела држава. Скопје е милионски град. Имаме, значи да го штитиме Скопје да не влезе во Скопје. Ако влезе во градот Скопје, што мислиш, што можеше да биде? Значи ние го браневме Рашче, изворот за Скопје за водата. Радуш, Косовска корпусна влегува и тука падна жртвите. И може малку недостосуваше да се влезе во Скопје. Првата, кога се формираме, најпрвата беше, не требаше да биде седиштето на УЧК у Газибаба. Значи тоа со страни, со помош на некој, не е битно. Важно тука не дозволиме да се прави, па иде во Рачиново. Па да иде од другата страна. Значи они на секој начин сакаат да влезат у Скопје. А баш у тај период, значи ние бевме задолжени, значи не да идеме по Шар планина, да не влезат они у Скопје. Ако влезе, може да замислите Рашче. Добро ќе представя како победа и капитулација на државата, што па, не затоа не се гледа, нели, ке нас се повеќе броje овие што се ударат по еден шамар, отколку оние што спречат да се ударат по еден шамар. Разбираш сега? Разбираш сега? Па то се вика односи со јавност. Така. Значи нашата имале добри односи со јавност. Нашата работа беше таа и ние се што на пример сега ти имаш 70-80% полиција што се од лавовите. Да. Значи другите отиде у пензија постарите, други генерации сега почнат пред 2-3 години да учат. Ово другото. Ај ми кажи ти на кој место и кој град или у ЕБАРА сега и у СС нема командир или началник од лавовите. Значи сите што се има, што беа образовани, што беа способни, се ако биле у 500 луѓе, тие 20, 3, 5 ги бива си одат. Тогаш кога се баш растураш единицата, 60 луѓе од Штип влезе у ЕБАРА. И денеска се децата там. Значи 120, јас си го правев списокот, од ББИ имаше тогаш баталјон за брза интервенција од посебните единици. И од лавовите се направи ЕБАРА. Пошто имаше проблем, УЧК не сакаше да влезе у влада док не се растурат по секоја цена лавовите. Значи тоа сме имале разговори со странци. Значи не сака да улезат во влада, а нашите за да го задржат столо беше устање и да не истепат, не само да не растурат, разбираш сега. Ти знаеш што значи политика. Вика се ајде бе овој војувал, готово завршена работа, разбираш? Нешто се македонски приказки ми расправата. И така е. И кога требаше да се растура единицата, формираме ги ЕБАР, те викам првите 60 луѓе, 60 са другите. Колку време постоеше единицата лава? 3 години. 3 години. Значи во април 2003, па баш на 23 четврти, сега што правиме 15 години, тогаш се баш за жал растураше. Тогаш отиде секој кај што живее во секој град да работи и тие што са по истакнати млади останаа у Скопје у специјалците, во СЗ и ЕБАРА. Мора да го прашам господинот Кинески кој беше и председател на синдикатот на луѓето кои беа во единицата лавови. Имаше ли по расформирањето луѓе да останат ни на небо ни на земја? Значи, прво синдикатот беше формиран од нас 6 души, командантите на четите што бевме, за да имаме легитимитет за да преговараме. Значи, ние го измисливме како форма и тоа добро звучише кај странците, нели, синдикат, и за да може, нели, да се бориме за правата на луѓето. Тоа што го направивме како синдикат и тоа што сакавме да действуваме беше да седнеме на преговарачка маса и да видиме што ќе се прави со единицата. Немавме фидбек од другата страна, не сакаа, нели, да разговараат, да преговараат, имаа, нели, некои други идеи чудни, ни исклучува вода, ни дава помалку храна, нели. Ки изумреве. Војската дотера број што има фигураци дури понекогаш и без храна. Нашата собствена држава се толку грижи за... Имаме го искусено и ние тоа. Да, имаш. Па добро, малку сте имале вишок на килограми, предпоставам. Па шегата наставна. Прв пат бевме у Идризово, потоа не стави Устенковец. Устенковец беа хангари, спиевме на палети, а таму ги примија дучека, за да требаше обука за нив да се прави. А ние бевме Устенковец стационирани.
да не се навраќаме на деталите, има многу за зборување, само главните работи да ги посочиме. Значи, за тоа се формира синдикатот за преговори немаше, направивме блокада према Блаце, према косовска граница и испровоциравме, нели? У тој момент, значи, на сила ги ставивме на преговарачка маса и премиерот, и председателот, и министерот, и од тука започна, нели, договарање, преговарање како да биде и што да биде со луѓето. Значи, имаше многу луѓе кои останаа, значи, од преговорите 650 луѓе беа вработени. Некои у полиција, некои у војска. Дел у војска, дел у полиција, а дел не сака да останат и имаше и дел кои немаше можност да бидат вработени, имаше тука некои услови, става со школо, со такви работи, али успешно се избав. Генерално сме задоволни од тоа што направивме, пак да кажам, значи, како мажи влеговме во војната, како мажи излеговме. Да. Мора да ве прашам пред крај на овој разговор. Не ли ве асоцира состојбата, се тоа што случува околу државата и со државата на 2001? Па да, ако земете дека 99-та година примивме 400.000 бегалци од Косово и му кажавме гостопримство, нели, беше многу лошо, многу тешко, ние ги примивме за да 2001 година ни направат војна. Сега имаме повторно бегалци, еден куп бегалци кои проаѓаат низ Македонија, ги гостуваме, ги храниме, нели? Кој знае, утре може да очекуваме, нели, бомби по градовите, нели, терористички акции да ни прават. Не знаеме, важно има сценарио кое личи на 2001-та. Дали е тоа од странците, верувам дека е од странците, и дека немаат можност да измислат друго, па ова препишано ни го оставаат, нели? Ама слично е. Имаме состојба на прагот сме на граѓанска војна. Уште полошо од 2001 година. Скрај да е. Јас би апелирал до граѓаните да не бидат злоупотребувани и да не излегуваат на улици, да останат во своите домови и да ги остават политичарите сами да ја разрешат оваа работа, сами за Мрсија сами да ја разрешат, за да не направат, да не бидат злоупотребувани, затоа што не оди на добро и не која и да изберат страна, ќе бидат на погрешна страна. Господине Спасев, сакам да прашам, ќе има ли некакво одбележување во спотот? Да, па затоа е сега ово 15 години да се видиме и да не чекаме владата да донесе одлука, ако видиме дека доваѓа веќе во крајна ситуација, да си ние донесеме одлуката. И ова е една порака, јас секаде кај што гостуваме кажувам, пошто вие знаете дека низ Македонија имаш милион бранители, здруженја, и му дадете еден лист да чита у име на бранителите, поддржаваме го овој или оној, позади него камерманите стојат, поти нема борци. Разбираш? Ние сме сила 2463 човека. 70%, 60% да се одзовет од тие. А замислите колку има младина, каква маса има сега, каков елан има, што патриот не се учи, што вика колегата на Фейсбук, не иде војска, на Фейсбук патриоти. Као некој што се шалеме ние, те возбудуваме тебе, некој друг освен Заев и Груевски, гледам само тоа пишуваш, разбираш се? Значи, ние нема никогаш да станеме политичка партија, секој македонец ќе го поддржаме, во колку видиме дека не може тоа ни да се договорат, кога се исцрпе, мора некој да ја заштити државата, а ние сме за тоа. Значи, нема да дозволиме да се играме. Се спремате за вакво сценарио? Па, ние сме спремни, не се спремаме, тоа е друго да се спремаме. Тоа е веќе значи, напредна фаза. Ние сме спремни, имаме си заклетва дадено, кога бееме во војната, нели, тогаш мора нешто да има тамо. Заклетвата е од 6 луѓе. И едниот да остане да се боре за Македонија. Сега сме 5, нели, мојот е починат, Ѓоргиевски. Значи, не може да не искористи некој за политички цели.
ние поддржаваме ги сите, што работат добро за Македонија. Ако видиме некој сака име да смене, не може да се смене. Ни дедо ми го сменил, ни прадедо, ни... Но, јас сум тука роден. Сите овие што са другите имат резервни татковини. Ние немаме, таа е. Многу копија се искршија, ништо не остана, што би се рекло. Па тоа е, за жал е така, затоа што правите луѓе, а ти гледаш некој, 2-3 дена чита на некоја телевизија се појави некое здружение, некоја невладина и гледаш го утре некој фатил фотеля, нема го. Разбираш? Па за тоа е борбата, не за државата, за фотелјата. Ако пратите дури ќосови и женските се устанја да пуштат брада, да изиграват патриоти. Разбираш ме сега? Па дали сте забележали такви? Мислам ги има. Е така. И кога сме на крајот да кажам дека за овие, нели кога сме веќе у Штип, најпрво кога се формираше списокот на луѓето што требаше да дојдат од тука го донесе Демишков. Првите луѓе што беа како одговорни на терен беа Јанев и Ангелчо, после Уебара он беше као со тие 60 луѓе го пратив одговорен и Зоран Георгиевски. И почи за сите, еден ден да биле, фала и. Значи, ние не ги делеме луѓето кој што направил, битно дошол. Така ли? Значи имал храброст. Имале храброст и доблес. И сега одма да го знаете и ово да ви кажам, го знае цела јавност, меѓутоа некој нели прв пат ќе чует дека кога стана војновта од Скопје, у Скопје не знае дека се воде војна, а ние за Скопје се бореме да не падне. И доброволец еден имаше од Скопје. Кога се растури војната, полиција 600 луѓе влезе од Скопје. Добро се. Што е истина, ама жална е. За жал таква се. И кога беше на крајот ова за Стенковец, нели блокади имаме, и сега ме викат, ми притиск го правят у МВР на мене, вика, Миле, има тука синдикат, преку МВР, не можеш ти со тој синдикатот, јас бев активен. И јас на Хари Костов, тогаш беше министар, му ја вадам значката, му ја ставам на масата. Шо ми треба мене овој документ, јас сум свашта у животот работел и друго ќе работам, шо вика до Стефановше поп да станам. Овие дечки, ако не земат решение, мене не ми треба значката. И така почнавме, и кога се собравме кај премиерот и кај председателот, и они мислеа дека ќе не купат со нешто да ни понудат места. Радрж. И у тој период, баш се сеќавам, му вика премиерот на Драгчо, господине Кимовски, што барате вие? И вика, господин премиер, ништо не бараме, но фала, јас си одам. Не сакам да бидам полицаец. Они си мислеа ние ќе бараме началници, генерали, знаеш, ово. Ке направите уште некоја зборка? Да. Прва година имав 3 малолетни деца, од која најголемото ми имаше 10 години. 3, најмалото имаше 4 години. Тогаш отидовме во војната. Не се бранат децата и нели семејството од куќа, нели таму каде што има потреба. И не отидовме за не ни знаевме у тоа време дека ќе има пари и плата, пошто после 6-7 месеци ни дадоа, пошто реално нели требаше да останеме. Мислевме дека порано ќе биде завршена работа, ама се одолжи. Никој не ни пошол, не сме знаеле дека ги има плата и плата беше некоја од 18.000 денари, мислам. Така, толку зимавме. Добро, подсетивме на единицата лавови со цел да служи за пример како се брани државата, како се сака државата, но и да извлечат наравучение нашите политичари дека со државата па и со народот не треба многу да се игра, треба да бидат доблесни и да му служат на народот, а не на себе си и на нивните лични интереси. Јас си благодарам што бевте гости, што промоабетевме малку, можеби не е достатно простор, но ќе оставиме простор и за постфестум, што би се рекло. Јасно, многу ви благодариме. Тука сме на располагање. На располагање. Нема проблем. Миле ми е тука, да. Што би се рекло, во Штип ќе го најдеме во секој време. Само една порака на крај, значи до сите политичари. Време е да се освестат, за да не ги освестуваме ние. Би било добро да ги освестувате ви. Тоа е, мислам од нас порака е и поздрав до сите што се учествувале, макар и 5 минути да дошол, собрал храброст, а и поздрав за сите што не поддржувале, многу има. Ние сме изненадени сега колку и каква поддршка имаме од цела држава. Заправо во тај момент можеби приказните биле поинакви како што говоревме на почетокот. Да искористам прилика да ги повикам сите да присуствуваат на 23.4. во манастирот Света Петка во подношието на Плетвар и да кажам дека тоа не е митинг политички или било каков, тоа е јубилеј на единицата и сите што ќе бидат присутни ќе бидат дел од едно видување, сеќавање на времиња кои беа тешки, напорни, можеби пак ни престојуваат, не знаеме,
дај Боже никогаш да не се случи 2001-та. Благодарам за разговорот, ви посакувам вака убави муабити да раскажуваме за татковината дека во неа се живее добро без војна. Благодаря ви на вас. Уште еднаш. Благодарам. Емитуваме комерцијални пораки. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс во сите маркети во вашиот град. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кашкавал Ајдамер германски 258 денари, Миринда 1,5 литар 36 денари, сок ИМБ 1 литар 44 денари, дезодоранс Old Spice 99 денари, Полирапид 750 мл 118 денари, спин за садови 920 мл 89 денари, Доместос 77 денари, Ајакс Универзал 86 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Фризерско студио Колура. Вие заслужувате да бидете најубави, а ние сме овде да ви помогнеме во тоа. Тим со искуство од 10 години стои на ваше располагање. Студио кој ги следи сите светски трендови. Feel the difference. Фризерско студио Колура. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, WC галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Тука каде се јаде и пие. Тука каде се љуби и сака. Тука каде времето стои. Ете тука сакам да бидам. На закуска, ручек или вечера. На чаша вино или ракија. На муабет, на музика. Моето среќно место. Ресторан Амор. Производството на овој пластичен сад вработува стотици технолози полимерци во македонските фабрики и милиони низ светот. Како да станете дел од нив? Студирајте на ТМФ. Насока полимерни материјали, дизајн и менеджмент. Одете на пракса во познатите македонски компании. Започни со вистинскиот процес. Технолошко-металуршки факултет, Скопје. 20 години, 20 години. 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 20
И оваа недела неверојатно ниски цени во Туш. Граф 79 динари за килограм. Обезкостен купан 165 динари. Маслинки конфит 129 динари. Риба скуша 99 динари за килограм. Сирење сувогорско 119 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема врска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета сопствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе, прсти да изедеш. Прумес. Искористете ги придобивките од најновиот и унапреден заоблен ѓон на целата Вокмакс Комфорт колекција. Нови, елегантни, лежерни, модерни, спортски, едноставно за сите. Ве ослободуваат од притисокот и ви обезбедуваат врвна удобност. За мажи и жени, најновата колекција со моделите на Вокмакс Комфорт ве чека во нашите продажни салони. Посетете не и дознајте зошто ви ги нудиме најудобните модели токму оваа сезона. Гледате емисијата 60 минути на исток, а на исток во Штип од понеделник и цела седмица ќе се одржува манифестацијата Денови на турската култура. Оваа манифестација започнува со гостувањето на националното станова Турски театар од Скопје, кој в понеделник и вторник ќе одигра две представи. Првата представа е Слуга на двајца господари од Карло Голдони, а втората е Прометеј од Ескил. Ние на оваа тема разговаравме со директорот на Турскиот театар Атила Клинче. Да го видиме разговорот. Во последно време неколку пати сум гостувал во Штип, меѓутоа искрено да ви кажам, повеќе од 2-3 години не сме гостувале во Штип, имаме и доста публика таму, имаме доста добри пријатели, така што ми е мило што понеделник и вторник ќе гостуваме со две представи, како што најавивте, затоа што стварно штипската публика е прекрасна. Тогаш кога сме гостувале, секогаш било преполно, значи има доста заинтересирани, особено сега со дисперзираните студии во Штип, има и доста студенти од Република Турција. Доаѓате со две представи, сосема две различни. Едната е комедија, втората е античка, да кажеме. Што беше провокација за театарот како институција, сосема два различни текста, два различни пристапи, да ги стави на сцена и да ги има во својата продукција? Видите, минатата година Турскиот театар славеше 65 години од своето основање. Така што моравме да имаме еден различен репертуар, почнувајќи од современ текст кој што беше поставен Душан Ковачевиќ, па малку се навративме на антика и едно ново драматурско видување Слуга на двајца господари, кој што е опфатена драматурски тројазична представа, каде што се говори на турски, на македонски и албански. Тука оваа представа е подготвена во копродукција со албанскиот театар, гостин режисер од Република Турција. Представата Слуга на двајца господари фактички говори за наше подревне тука. Значи, топонимите се изменети, се зборува за Струга, за Гостивар, за Скопје и така натаму. Значи, едно современо видување на еден текст од комедија дел'арте кој што ние на наш начин тоа го прилагодивме и кој пише некаде од 80-тиот век, ако не се лажам, од Карло Голдони. Така. Меѓутоа, нешто се однесува до Прометеј, античкиот театар ни е со едно
видување на еден наш прекрасен и извонреден режисер Дејан Пројковски, кој што учествувавме на неколку меѓународни фестивали каде што се вративме и со награди. Скоро гостувавме во Бурса на Балканскиот театарски фестивал каде што доста добро беше презентирана нашата представа и од публиката имавме еден прекрасен фидбек, што би се рекло. Значи тоа што понудивме и на некој начин со многу аплаузи, со овации, со една адаптација, затоа што секоја театарска представа која ќе излезе од својата матична сцена, некои работи мора да се изменат, меѓутоа представата ништо не изгуби во Бурса во Турција, напротив доби. И не само овие две представи, минатата година ние имавме, како што ви спомнав, Душан Ковачевиќ од Генерална проба на самоубиство, тој е современ српски автор, меѓутоа имавме и еден Шекспир, тој е Сон на летната ноќ. Со тоа го започнавме ние фактички во режија на Александар Поповски, каде што представата беше извонредна оцената и од критиката и од публиката. Така што имаме стално оборнувано внимание да имаме различен репертуар, затоа што мораме да им се доближиме до публиката. Значи, Но во секој случај не се подведувате на тоа што се нарекува, ајде кажеме, помалку турбо варијанта на тенки жици да играете, нудите текстови кои се сериозна драматуршка подлога за да може да се направи добра представа. Апсолутно. Како што знаете, оваа година е година на Шекспир, а ние од пред програмата за 2016 ние имаме 2 Шекспира. Скоро, значи во понеделникот имавме премиера комедија на гречкиот Шекспир. Сега работиме еден современ германски автор кој што е многу игран во Европа, Шимел Феник. И одма втората половина на оваа година ние пак уште еден Шекспир имаме, тоа е Отело, кој што ќе го режира Дејан Пројковски. Значи, оваа година на некој начин ние одбележуваме... Се специализиравте за Шекспир? Па, имам ансамбл кој што верувам, имам и добри режисери и соработници кои што сакаат да работат. Видете, Шекспир е многу интересен, Шекспир е современ. Шекспир е со сите нишани денешен автор. Со добар концепт на режисерот, екипата ни е тука и успехот не ни бега. Ги кажете накратко овие планови, што е другото што можеме да го кажеме како план за турскиот театар? Имаме неколку гостувања, значи пред одморите гостување на фестивали, како што е во Прилеп традиционално Војдан Чернодрински, во Турција имаме Анталија и Трабзон, меѓутоа сум во некои преговори за да тешко оди некако, затоа што знаете, материјално не можеме да се покриеме од екипата ни е голема, ама сепак се надеваме дека не само во Републиката и надвор, ние ќе видиме, ќе ја представиме Република Македонија, ќе ја презентираме најдостојно. На есен очекуваме Никшиќ, Подгорица и така натаму. Да се навратам на почетокот, ние во Штип ќе имаме една промоција на една книга, монографија која беше изведена минатата година за 65 години турски театар. Автор сум јас на таа книга и се надевам пред читателите, односно пред театарската публика, љубителите на театарот во Штип, ќе ја промовираме и во Штип оваа прекрасна монографија на турскиот театар, кој што се опфатени последните 5 години активностите, односно проектите на турскиот театар. Имате, како и секој театар, проблеми со финанси, но можеби најзначајно е тоа што од тој аспект можеби недостасува матичната сцена. Се работили на до кој степен е, да кажеме, реализацијата на тој проект? Да, благодарам на ова прекрасно прашање. Се видете, ние по повод Светскиот ден на театарот фактички и влеговме во нашиот театар. Очекуваме за 2 месеци да се заврши карабината, но знаете, еден комплексен проблем е да се изгради театар. Значи, не е тоа зграда кој што ќе се вселите во. Да.
Мораме да имаме трпение, затоа што тоа е една многу современа зграда со современа технологија, ќе биде опремена, ќе има 2 сцени, големата сцена ќе има 340 седишта, малата 120 или 140, собствен паркинг. Ние сме во самиот центар на градот, на атрактивна локација каде што имаат од секаде пристап нашите гледачи, односно театарските љубители можат да имаат пристап до тој театар, односно имаат и собствен паркинг. Тоа ме радува што да, малку ќе почекаме за 2 години, отприлика би требало да биде готово. Меѓутоа за 2 месеци завршува карабината на тој театар. Негде околу 10.000 квадрати корисна површина ќе има театарот. Тоа е една огромна зграда, еден културен храм каде ќе ги спојува сите култури, односно основната дејност ќе биде театарот, меѓутоа ние значи со една добра работа 365 дена очекуваме да биде таа активна, со промоции на книги, со представи, алтернативни сцени и така натаму. Со кој чека, тој ќе дочека. Да. Морам да прашам, бидејќи ретки ни се приликите за разговор, на што повеќе е посветен господин Клинчи, на актерството или на менаџирањето со театарот? Колку едното со другото си оневозможуваат две нешта? Да се биде менаџер е одговорна задача, но актерството е животен предизвик. Значи, пред сега сум актер во оваа реномирана институција и се гордеам со оваа моја институција што сум вработен во овој театар. Ако нешто сум направил во животот, тоа е со моето актерство направив, но се трудам и како менаџер, односно како продуцент на оваа куќа, да на некој начин да го возвишам тоа што како актер гледам дека некаде каде што не можам да се искажам на сцена како што треба, тогаш во менаџерството. Значи едното со другото оди некако, меѓутоа жал ми е што не можам почесто да бидам на сцена, затоа што изградбата на театарот, значи да е нормално, да не беше изградбата секоја втора представа, проект можев да учествувам, но учествувам. Тоа ми е единствена сатисфакција што ме обстојува, што можам да бидам активен, што ме храни, духовно ме храни мојата работа, така што се обидувам и во менаџерството да бидам успешен, а гледајќи ги успесите на театарот, тоа значи дека сум успешен. Јас си благодарам за разговорот и се гледаме во Штип. Благодарам, поздрав до љубителите на театарот во Штип. Во најскоро време ќе уживаат во наши 2 прекрасни представи кои што се наградени и учествувале во многу меѓународни фестивали. Најниски цени во маркетите на Китго. Папалина 56 денари. Ослич бел 122 денари килограм. Шампинјони тера 79 денари. Рум плочки 98 денари. Кокта 3+1 гратис 134 денари. Шампон Palmolive со гратис регенератор 75 денари. Омекнувач Бохор 2 литри со гратис Бохор 500 мл 202 денари. Цените се со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Најубавата сала за свечености во Источна Македонија сега е на ваше располагање. Ресторан Амор Кучани со најубаво мени, најубав интериер и најбрза услуга. За свадби, свечености или семинари, ресторан Амор Кучани. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, џакузи.
туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, WC галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000 комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 откочени, планирано и направено. Старењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со коензим Q10. Резултатите се видливи само по 1 месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото, вратот, рацете, градите. Сакате енергетски ефикасен дом? XPS од Pofix, решение за сите изолацијски проблеми. За фундаменти, бази или темели, фасадна изолација, подна изолација, подкошулици, изолација на меѓукатни бетонски плочи и термички мостови, изолација на подкровни конструкции, изолација на рамни и коси кровни конструкции. Голема вредност, многу предности. Тврдо пресуван, стиродур од Pofix. Во јајчара Вангел, екстра свежи јајца по екстра цени. Од Штипската фарма на Живинопром. За секој ден и велик ден. Јајчара Вангел, кај зграда Промаја во Штип. Уметничка пролет на Угада. Неповторливо, не секојдневно, ама ќе се случи. На 21 април, Петри Чеку, Антонио Китановски, Емилија Потевска. 16 мај, Владко Стефановски и Мирослав Тадич. 27 мај, Васил Хаджиманов бенд. Овозможено од Универзитет Гоце Делчев, Штип. Големо акциско намаление во маркетите на Зендолино. Чајна колбаса Златиборец Рефус 465 денари. Бадуко скуша филети 63 денари. Аргета постна паштета 39 денари. Подравка вегета 135 денари. Наполитанка де густо 38 денари. Средство за садови Тета Виолета 42 денари. Шампон Шаума 125 денари. Зендолино, мислат на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Сета оваа храна е полна со хранливи состојки и единствен начин да дојдеме до нив е со разложување, дробење и разоткривање на скриените хранливи состојки на микрониво. Овој процес е наречен екстракција на хранливи состојки. Нутрибулет е поинаков. Погледнете како неговата неверојатна моќ целосно ја разложува храната и од неа ги вади сите хранливи состојки. Тајната на Нутрибулет е во неговиот мотор со моќност од 600 вати. Со оваа ексклузивна понуда го добивате целиот Нутрибулет систем на 3 рати од по само 2330 денари. Искористете го најдоброто од храната. Ја гледате емисијата 60 минути на истока, во неја време да емитуваме редовната содржина, емитувањето на филмови од ракописот на Александар Донски. Денеска е второто продолжение или 50-та поред серија или 50-тиот филм посветен на замокот Валтродера во Каталонија во Шпанија. Да го видиме овој втор дел од тоа што Александар Донски за својата камера успеа да го запише. Да го видиме филмот од серијалот Патуваме со Александар Донски. Salud!
блиските дамите ги даруваат. Битката ќе биде главна. Почитувани гледачи, овде е крајот на ова денешно издание на емисијата 60 минути на исток. Ви благодарам за вниманието. Останете со здравје и бидете секогаш со програмата на Телевизија Стар.